civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Razgovaram so Arben Zekiri, moj drugar i kolega, so kogo sоработуваме и ние како медиумска платформа, меѓутоа и како организација, бидејќи неговите наоди, неговите извештаи од теренот како новинар се драгоцен извор на информации за организација за човекови права како што е Цивил. Здраво Арбен, како е во Тетово? Тетово како никогаш порано. Мирно, празно, не навигнати на ваков изглед, но свесни дека не можеме да бираме, туку мораме да трпиме, се додека да ја победиме и оваа битка како многу битки кои сме ги добиле како општество, како граѓани. Дел од луѓето со кои разговарав денеска велат дека градовите и улиците се невообичаено мирни, па дека дури представува известно уживање да се види колку е градот тивок, мирен и без пореметувања кои што се својствени на секојдневието во нашите градови, особено во поглед на сообраќајните метежи. Меѓутоа, кога знаеме дека ова е принудна ситуација, тогаш и не е толку пријатно тоа сознание и таквото чувство. Денеска е 12 април, Арбен. На 12 април ние се сеќаваме на почетокот на шарената револуција. Дали ти како новинар во тоа време можеш да споделиш некои од твоите сеќавања, твоите чувства, како изгледаше во твои очи во тоа време, како ти изгледа сега шарената револуција? Дали беше на терен на 12 април 2016 година кога започна револуцијата, а се разбира започна на начин кој и не беше баш најмирен, меѓутоа потоа продолжи во една најкреативна, би рекол една од најкреативните акции, иницијативи граѓански, би рекол во светот со своите пораки, со начинот на кој функционираше. Како беше на 12 април 2016? На 12 април и деновите понатаму беше неизвестноста преголема. Не за тоа што ќе се случи понатаму, туку првото прашање беше дали на вистина ќе се случи тоа што после следуваше после 12 април. Беше еден вид на револуција, како многу светски револуции за кои читаме денеска во историјата, беше врвот на неправди, на режим, на многу мистични сценарија, крадење на нашите пари, на државата, беше врвот на тензијата. Знаеме, сите памтиме, за околу една деценија имаше неколку црни сценарија, инциденти, крвави случувања, сите мистични, не се знаеше кој што направи, кој навистина ги изведува сите тој, па дојдовме до еден момент да поставуваме едно прашање дали навистина сме толку криминогено општество за да имаме толку инциденти, толку крвави настани во нашата земја и се прашавме дали навистина толку се мраземе па не можеме да живееме. 12 април и шарената револуција го покажа спротивното тоа што и се надевавме сите дека општеството не е тоа што се одликуваше на секојдневните настани. На 12 април, после тие инциденти, проблеми, крвавење, тепачки по автобузи, мистерни убиства, жални настани, трагични настани, покажа дека тоа општество успеа да се обедини, да се сплоти на едно движење, на таа шарена револуција која ќе се спротистави на една политика која донесе сиромаштија од една страна и многу неизвестни судбини на нас, на граѓаните од другата страна. Со 12 април и со шарената револуција кај што се обединија сите граѓани, припадници на сите етнички, верски заедници во земјава, покажавме дека тоа што се случува во нашата земја
не е нашето општество, не се нашите граѓани, не сме толку болни и криминогени, туку дека тоа некој го исценирал, дека тоа некој го принудил, дека за тоа стои некој апарат, што на крај се покажа дека стои еден режим кој за нивни интереси знаеше да ги жртвува и граѓаните и општеството, па на крај го доведе во прашање и постоењето и на државата, бидејќи знаеме последниот настан кој ни се случи, Кумановскиот настан, беше веќе во прашање и дали ќе имаме војна или нема да имаме војна, но и во тој настан, и на 12 април, и на Шарена револуција, општеството покажа дека веќе е постигнат тој врв, дека општеството, дека граѓаните можат да се излажат, да се манипулират од политиката, но на крај никој нема да може да ги уплаши и да ги контролира. Бидејќи 12 април покажа дека никој не е контролиран, барем, ајде да не кажеме никој, барем 90% од општеството не е контролирано, не се плаши од ниту еден режим, излезе на улица, а карактеристика на таа револуција беше дека не беше еднодневен настан, туку се случи со недели поред, се додека се постигна целта, за да имаме еден донекаде праведен процес на избори, на реформи, на таа техничка влада која после успеа да ја врати државата во нормала. Интересно беше тогаш затоа што јас како личност бев во многу тешка позиција. Од една страна професионално новинар, а од друга страна граѓанин на оваа земја. И беше малку тешко да се одржат тие емоции, да бидеш непристрасен кога знаеш дека известуваш за нешто што се обврзува и со твојата лична судбина и со судбината на целото општество, и не беше толку просто да известуваш као еден обичен настан кај што ти не си инволвиран или мораш да држиш дистанца, растојание. Крај краишта се зборува стануваше збор веќе за одлуки, за процеси, за една земја кај што живееш, за едно општество со кое ја делиш оваа земја и за иднината и моја лична, и на моето семејство, и на моите деца, и на сите наши сограѓани. Па тоа беше, можам да кажам, најтешкиот период од професионален аспект, бидејќи не беше лесно да бидеш непристрасен, па да ги почитуваме тие правила, да ги имаш двете страни, и тие што сакаат слобода, и тие што сакаат да ја одземат, да ја окупираат таа слобода, и како новинар да кажеш дека еве двете страни имаат право и ист простор. Не беше толку лесно и не беше возможно да кажеш дека и едно општество кое бара слобода и правда е рамно или има исти права со еден систем, со еден режим кој ги ограничуваше тие правда и таа слобода. Неретко и како новинар сум се опфатил од тие емоции, од тие процеси секојдневни, па често пати и кога излегов да известувам за Шарена револуција, бев и дел од протестите, бев и дел од тој бунт против тој систем, бидејќи реков, стануваше збор за моја земја, за моје општество, за сите нас, и не е толку лесно да известуваш као да се случи на некоја трета држава. Се согласувам со тебе, не беше многу едноставно, воопшто не беше лесно. Се разбира дека во тоа време режимот воспоставуваше своји правила на известување. Поголемиот дел од медиумите беа под диктат на владата и впрочем медиумите во тоа време покажуваа и прикажуваа дека на улиците има само неколку десетици предавници, странски шпиони, односно шпиони на странски служби, жолти комбиња, ако се сеќаваш на тоа време, и низа други работи кои не беа воопшто едноставни да се слушаат, а може да се каже дека до ден денешен таа пропаганда успешно се наметнува во јавниот дискурс.
На денешен ден ние се сеќаваме на овој датум, но не само на шарената револуција, ние и како организација која ја ужива поддршката од голем број граѓанки и граѓани во целата земја, сакаме да го прогласиме, еве веќе 3 години ја форсираме таа иницијатива да биде овој ден на граѓанскиот протест. Значи не само ден на шарената револуција, туку ден на граѓанскиот протест, кога се одбележува фундаменталното човеково право, правото на протест, правото на мирен протест, правото на изразување на револт против одредени политики и практики, настани и појави. Тоа што би сакал вака во овој разговор да споделам со тебе, дали имаш некоја фотографија која би сакал да ја споделиш со нас и зошто токму таа фотографија? Да, ќе ја препратам сега од мојот телефон, ќе ви ја припратам. Ова е сликата од фрлење боја пред Министерството за правда. Ова е посебна слика, бидејќи реално и целата таа револуција и целото тоа движење започна за правда, бидејќи правдата беше најзагрозениот сегмент во нашата држава и нашето општество и се уште е. Се уште нашата правда, нашиот правен систем е уште полн со сваровски суди, со партиски именувања, со суди од тефтери, со обвинители, кои слушавме како тогашните партнери ВМРО и ДУИ ги делат и ги подаруваат еден на друг за после тој другиот на првиот да му заврши друга услуга. Правдата, затоа оваа слика ми е специфична, бидејќи правдата беше почетокот и духот на таа револуција која јас дури мислам дека се уште продолжува. Иако на друг формат, на друг начин, со други форми, еве со вакви подсетувања, со наши написи, со забележувања, со наши критики, револуцијата продолжува. Иако денеска можеби не се вика шарена, иако не се спроведува на улица, бидејќи денеска имаме малку по-слободно општество, по-слободни институции, може да ја спроведеме на друг начин, но битката за правда, затоа ја чувам се уште таа слика, за секогаш да ги потсетам политичарите дека битката за правда не е завршена. Ова ни покажува уште нешто за сите што имаат сомнежи на кого им припаѓа таа шарена револуција. Таа шарена револуција не им припаѓа на политичките партии, па дури ни на иницијаторите кои ја започна, за кои секоја чест за храброста да ја почнат таа револуција, но многу брзо, за кратко време, премина на сеопштество движење, на граѓанска револуција и сега веќе ако би било таа револуција као акционерство друштво, секој граѓанин има акции во тоа револуција и во тоа движење и сите се доживеавме со нив. Јас често пати и од тогаш реков дека тогашната власт, денешната опозиција, најмногу имала потреба да ја поддржи таа револуција. Зашто? Затоа што од тогаш реков, ќе дојде време кога ќе бидете опозиција и кога ќе ви треба слобода, граѓанско движење, за вие утре да контролирате следна власт. Но тогаш беше тешко да се објасни, бидејќи толку беа убедени и лепени за власт, што веруваа дека никогаш нема да паднат и никогаш нема да имат потреба за поддршка на граѓанските движења, на медиумите, на новинарите. Но денеска имаме друга реалност. Се покажа дека сум бил во право, дека дојде време кога и тие стануваат опозиција и кога треба да се променат, да се реформират и да ја прифатат, да го прифатат концептот на граѓанско општество, на граѓански движења и се покажа на крај дека граѓанството и граѓанските или невладините движења во земјата се главниот столб или главната гаранција за напредокот и за обезбедување на таа слобода за која сите се боревме. У крај краишта правдата, јас би рекол, е темелот на секој друг процес. Без правда не може да имаме ни економија, ни
индивидуални, ни колективни правда, ни земјоделство, ни чист ваздух, ни поубава околина, ни безбедност на државата, ниту на граѓаните, ниту на нашите домови. Затоа јас дури мислам дека борбата за правда никогаш не завршува. И тој дух на таа шарена револуција, на тоа граѓанско движење е гарант и за тоа што денеска се случува. Благодарение на таа револуција тогашна и актуелната власт не може да си дозволи ни грешки да направи, а камо ли да ги повтори истите дела. Благодарение на тој дух, на таа револуција, денеска имаме отворена критика, дури од луѓето кои ја поддржаа тогашната опозиција, тогашната револуција, денешната власт или тогашната опозиција се критикува од самите луѓе, од сите нас кои што бевме дел од таа револуција, затоа што духот на таа револуција реално е контролор на секоја власт, и сегашната, и во иднина, и тоа е еден гарант дека навистина тоа движење беше граѓанско и никогаш нема да дозволиме да ни се повтори тој режим кој ни се деси тогаш. И затоа денешната слобода, денешната ситуација е таква каква што е. Најпрво не може да се одрече ни тоа дека актуелната власт е далеку од таа минатата што беше. Нема барем расположение за таква диктатура и режим, но сепак велам дека гарантот или главната сила која држи оваа слобода и оваа демократија денеска е токму духот на таа револуција која им покажа на сите дека тука има неконтролирано општество кое можеш да ја манипулираш, да ја лажиш одредено време, но никогаш не можеш да ја контролираш и да ја зачутиш за секогаш. Токму така, драг Арбен, колега мој, борбата за правда и шарената револуција им припаѓаат на сите и никогаш не завршуваат. Додека зборуваше го излеков и насловот на нашиот денешен прилог со тебе. Се надевам дека ти се допаѓа. Ти благодарам за фотографијата што ја испрати и се разбира најмногу за твоите размислувања, ставови кои искрено и директно ги искажа во ова денешно наше видување. Остани во добро здравје, чувај се бидејќи си на терен и го ризикуваш својот живот. Те молам биди до крај доследен на мерките и советите за заштита од коронавирусот и се гледаме во наредната прилика. Се најдобро. Чао. Благодарам и јас, се најдобро. civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.